Зашто навистина е така. Трошите огромно време за проста работа и тогаш мислите дека тоа вас ви се случува само ради тоа што не припаѓате на групата, на поголемата група. А што се однесува до сензибилитетот пак на другата страна се чувствува увредена со тоа што квотите во образованието, позитивна дискриминација во одредени сегменти. Па сега, зошто пак на другите да им се даде повеќе? И тоа е моментот на баланс што не води кон нетолеранција, кон нетрпеливост, или моментот на баланс што може да не врати назад кон трпеливост и толеранција. Како што претходно реков, продуктивна коегзистенција. Ја не би се согласил дека тој сензибилитет постои баш ради чекањето пред шалтери. Не, само еден пример дадов. Има конкретни примери дека младите албанци се негативно дискриминирани, немесно во позитивен смисла. Тие квотите не се одредени само за албанците, тие се за сите националности и тука процентот на албанците, турците и другите националности не е одделен. Мада друго прашање колку се квотите решени. Ми имаме негативни однесувања на јавните личности кон прашањата на младите албанци, како што е на преседателот во Охрид конвенцијата и на икс други политичари високи, кои негативно гледаат на решавањето на проблемите на младите албанци. Тука би го потенцирал и Притопскиот универзитет и многу други проблеми. Многу негативно се гледа на решавање на тие проблеми, а се проектираат, нели, сценарија по кои и на младиот македонец му се објаснува дека со решавање на проблемите на младите албанци нив нешто ќе им се одземе. Па така се ствараат тие етнички нешто. Добро, ја да одговорам на прашањето, пошто сите соговорници завршија. Тоа што не соединува, мислам дека е поголемо тоа што не раздвојува. Не соединува реалноста оваа држава. Сите делиме иста реалност, нели? Сите исти услови на живење. Сега натре во таа реалност, во тој систем, сигурно нели има подсистеми, кои што секој подсистем си постои разлика меѓу различни подсистеми. Тука се разликите. И тоа пред се на глобално ниво сите сме едно исто, тоа сега да кажам. Сите живееме во оваа држава со овие услови што се создадени. Сега многу е битно прашањето на реалноста, од која точка почнавме ние како држава и каде сме сега, до каде сме на нашиот пат на градењето. Никој не мисли дека е идеално, например, као представник на позицијата. Далеко од идеално е. Меѓутоа, од таму кај што се почна до денеска, поготово во оваа сфера, меѓунационалности, можеме и да збориме нели за другите сфери, се надевам во друга прилика, мислам дека има значаен напредок. Значи напредок во однос на оно што се цело време што се потенцираше, во однос на дискриминација на националностите, нивно учество во системот, нивната интеграција. Мислам дека јаки еволутивни чекори се преземеа. Никој не очекуваше дека нешто кусне како радикално ќе се преземе. Имено тука ми е дури симптоматично како, да кажеме, условно двете екстремни страни, например. Условно кажано, и македонските националисти и албанските националисти, како не се задоволни од ситуацијата. И нормално дека не се задоволни. Никој не се исполнети комплетно нивните барања и нивните очекувања. И тоа мислам дека вкупно за државата постои позитивен тренд во оваа насока. И тоа сигурно не е принцип или тој основниот недостаток на либералната демократија, пошто она ги превидува малцинските групи. Така да знаеме дека малцинските групи, колективните права се ништо друго него меѓународен стандард пред се. Така да мислам дека ова како што го спореше малце е во колизија. Така да мислам дека значајни чекори се презема. Мислам дека и понатаму ќе продолжиме во оваа патека. Пред се најбитно, нели, со тоа се согласувам тука со Ангелка, најбитен е економскиот развој. Државна благосостојба, државна задоволни граѓани, нели, нормално дека ги релативизира сите тензии и на крај ги неутрализира комплетно. Меѓутоа, никој не очекува, нели, Македонија за 2 години да стане некоја висока развиена земја, не е ни можност според сите економски закони. 8 не е битно, мислам, да земји имаме со векови се граделе, ние не можеме да живееме некое ниво на развој како што доживеале овие нашите парадигми. Дека тој развој они го имале за многу подолго време.
Така да, меѓутоа мислам дека е битно ова патека што се тргна, впрочем последната поддршка нели на американската политика и со Талбот, тука он јасно ставија на знање дека ќе продолжат со поддршка на нашата држава, само доколку се продолжи политиката во оваа насока. Мислам политиката јасно која води. Другите нудат други опции. За да не се создаде состојба на превид, сакав да објаснам неколку Ајде само пократко за да Јаки е например, за мене само сметете на тоа, сметете на тоа дека во оваа мисија обича и гледачите да бидат вклучени, така што да им оставиме простор и на нив да евентуално постават прашања до вас. Лазе Прин спореше со моето сваќање на сопствената идеологија. Веруве, Лазе, повеќе знам од тебе што е либерална демократија. Ја го знам недостатокот на и што е позитивно или негативно во социјалдемократијата, што е позитивно или негативно во либералната демократија. Да сметав дека вашата идеја е подобра, ќе бев социјалдемократ, ама